Три фирми со речиси 100 милиони евра годишен приход се носителите на животот во Пробиштип. Општината која во последните години доживуваше големи социјално-економски турбуленции, сега е стабилна благодарение токму на овие фирми. Првата низ која Пробиштип се промовира надвор од границите на Македонија е словенечката Табмак, реномираниот производител на акумулатори. Оваа фирма е континуитет на некогашната Злетово акумулатори, но сега со европски манири. Табмак прави годишен промет од 69,7 милиони евра, има 400 вработени и е со тенденција на развој. Во најскоро време, оваа фирма ќе инвестира 20 милиони евра во проширување и планира 100 нови вработувања. Платите овде се редовни и солидни, што за Пробиштип е исклучително важно. Вториот голем носител на економската сигурност на Пробиштип е рудникот Булмак, кој е собственост на бугарската фирма Минстрој. Оваа фирма практично го врати Пробиштип во живот од летаргијата, откако индијците претходно од рудникот направија пустош. Сега рудникот вработува 640 лица и има годишен приход од речиси 20 милиони евра. Освен разликата во плати, оваа фирма континуирано инвестира во сите фази на производството, што придонесе за рударите да не бараат работа во странските рудници. Освен ова, рудникот влијае и врз раздвижувањето и на останатата економија. Третата најголема фирма според приходот не е производител, туку е во државна собственост и станува збор на јавното предпријатие Злетовица, која се занимава со дистрибуција на вода. Фирмата има 26 вработени, а годишно инкасира 7,1 милион евра. Овие фирми се клучните носители на животот во Пробиштип, бидејќи заедно имаат 1100 вработени. На нив наскоро ќе им се придружат уште најмалку 300 нови вработени, планирани за леарницата, која штотоку започна со работа.